Во Македонија наутро минути за кинематографијата, односно за филмската уметност. Награда за филмот Кајмак на португалскиот фестивал Фантаспорто, но и успешна премиера на Кајмак во Белград. На оваа тема разговараме со Јане Ќортошев, режисер и продуцент на филмот Кајмак. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро. Да поправам само, продуцент на филмот Кајмак, режисер, нели, се разбира? Да, општо режисер, да, по вокација режисер, меѓутоа во темата за која што ќе говориме сте продуцент на Кајмак. Мораме да истакнеме дека Кајмак е седмиот филм на нашиот познат и истакнат режисер Милчо Манчевски и како што најавив ја освои специјалната награда на жирито на фестивалот Фантаспорто во Порто, Португалија. Филмот беше во селекцијата недела на режисерите на 43-тото издание на фестивалот и како еден од наградените филмови имаше специјална дополнителна проекција на затварањето на фестивалот. Какви се реакциите на публиката, но уште позначајно што вели критиката? Филмот беше одлично примен таму и во принцип Португалија го цени Милчо и го цени она што го работи. И тоа ми е многу драго. Фантаспорто беше кршење на европските пробивање на европските граници за Кајмак, нели, освен тоа што си играше кај нас тука, што ексклузивно си играше кај нас прво, нели, нормално. Но во Португалија беше тоа кршење на тие пробивање на европски граници и беше одлично пример. Еве, нели, сведоштво за тоа и таа награда, специјална награда од жирито. Додека критиките, јас налетав на една која што беше многу добра, одлична беше 4 звездички од 5 на Кајмак е македонско-данско-холандско-хрватска копродукција во соработка со македонската радио-телевизија и филмот е црна комедија и критика на малограѓанскиот морал и на конзервативните тенденции во општеството. Беше еден од најгледаните филмови, односно најгледан филм во Македонија во 2022 година. Својата светска премиера ја имаше на филмскиот фестивал во Токио. Покрај реакциите на публиката ме интересира како вие го доживеавте филмот. Успеавте ли да го изгледате? Да, па јас тоа имав и еден разговор за тоа. Нели, го гледав јас филмот многу пати и си земав од него своји награди за себе, што се вика. Но ми се случи такво едно, како го вика тоа, епифани едно на гледањето на филмот во Битола. На таа проекција не мислев да седам, затоа што ми беше веќе по 100 пат, не мислев да седам, но седнав и си го одгледав заедно со публиката и некако таму уште еднаш ка ме удри, мислам, колку сум задоволен од филмот. Особено од главните глумци. Сите глумци во принцип, но главните глумци мислам дека се тие што го носат и тие што го прават да е така сладок, така интересен и она, не знам, мислам, толку посебен. Филмската уметност има една посебна магија и самиот филм, колку пати и да го гледате, секогаш ќе откриете и ќе дознаете нешто ново во однос на филмот. Па така и вие сте го почувствувале тоа. Да, особено мислам во филмовите на Милчо, бидејќи тие има толку многу нивоа, има толку многу, нели, втори планови, трети планови, толку многу скриени, убавени во диалогот, што мислам дека дури ни тој самиот не е свесен за сите. Толку е тоа проткаено со символи, со сладки работи. И тоа што е најубаво е потекнува од вистинскиот живот. И тоа му дава една и вистинитост, и тежина, и убавина. Вие сте архитект на финансиската структура и на уште многу други значајни работи во филмот кои што ја даваат и комплетната слика на самиот филм. Како продуцент на филмот, вие практично треба пред се да обезбедите финансии, но од друга страна да ги задоволите желбите, идеите и замислите на режисерот, нели? Колку ви беше тешко сето тоа? Да, ми се допадна аналогија со архитект. Да.
затоа што е Дали имавте магично стапче, па успеавте да ја направите финансиската конструкција која што е најтешка, нели? Па тешко тоа со магично стапче, да. Веројатно би било убаво, но тешко со магично стапче. Сега еден пријател скоро градеше куќа и ова архитект баш ми се погоди во таа насока, дека всушност и правење филм е како градење на таа една куќа. Нели, од тоа да го испланираш претходно многу добро, да го искалкулираш, потоа да обезбедиш средства да се сними, со помош на пријатели, со помош на луѓе што веруваат во тоа нешто. И од таму натака е работа. Од таму натаму е работа само и која што ден за ден се менува, како градење на куќа. Так. Меѓутоа, успехот кој што го постигна филмот и наградите кои што следуваат една по друга само потврдуваат дека сето тоа што сте го изградили, што сте го направиле успешно. Да, куќата излезе убаво. Така, би сакала сега малку и за актерската екипа. Генерално во Македонија имаме познати, истакнати, докажани актери од она постарата фела, кои што практично имаат наметнато еден критериум кој што треба да го следат и младите актери подеднакво добри и на театарската сцена, но и на филмското платно. Младата актерска екипа во Кајмак потврди дека сте направиле вистински избор на актерите, всушност како улогите да беат токму за нив. Како успеавте да ги одберете? Тоа е еден... И тоа е тежок процес. Да, тоа е еден долг процес, особено за Милчо, но тој за среќа има еден долгогодишен соработник на тоа поле, кастинг директорката Милка Анчевска, со која што тој веќе работи, не знам, ако има 7 проекти, 5 или 6 дури работел со неизе, во различни улоги, но и доста од нив и како кастинг директор во кастингот. И тие почнуваат уште, нели, од први расфрлања со идеи, кои за што, до потоа доста продолжителни и макотрпни кастинзи со различни глумци, нели, актери кои што тие сметаат дека би можеле за некоја улога, за да проверат и во различни комбинации дури некогаш. Мислам дека, да не е суимиња, но еден актер го викнаа за 3 различни улоги на 3 пати да партнира со различни партнери. За тоа потоа, нели, да премине, кога веќе ќе ги одберат, да премине во проби, кои што пак тие проби се поминува целиот филм, малтене, сцена по сцена се поминува, за да сме сигурни предходно, да е Милчо сигурен дека тоа е тоа што треба потоа да отиде на платно. И сега, многу ме интересира како е да се работи со Милчо Манчевски. Дали прима сугестии, успевавте ли некако да се наметнете вие во вашиот дел за да успеете да го извлечете најдоброто за филмот пред се? Колку сте задоволни од соработката? Во принцип со Милчо работам одлично. Нели, ние го правевме претходно заедно, го направивме и Врба. Така, да. Тоа ни беше прв проект заедно, заедно како продуцент, нели? Претходно сме работели на овие рекламите што беа за Македонија вечна. Така да веќе имаме некој воспоставен однос на соработка која што јас мислам оди одлично. Знам дека оди одлично. И тоа е, нели, не е брак, но е како соработка. Сакам да кажам дека односите се некој тој тип, у смислу нешто даваш, нешто зимаш, секако дека сум слободен да давам сугестии и доста од нив Милчо прима. Не е човек кој што е затворен во едно нешто. Така да соработката ни е одлична, наистина. Читајќи ги интервјуата за кои што сте давале изјави во однос на работата на филмот Кајмак, најдов на една ваша изјава во која што велите Кајмак не е направен со агенда или за да се расфрла со морални пораки, Кајмак е граден на вистински живот. И всушност се наметнува и самото прашање што е Кајмакот на филмот? Во истото интервју мислам дека реков Микич е Кајмакот во филмот, Александар Микич глумецот. Па не, Кајмакот е нели алегорија на можеби на слаткиот живот кој што
сите тежнееме, меѓутоа тоа нели има своји нијанси. Од друга страна останува тоа секој, како во филмови на Милчо, секој за себе да го откри. Так. За мене, ако збориме само за филм како филм, нели, таму на вистина кајмакот за мене се актерите. Так. Нели, на страна од приказката. Сега, иако во случајов со кајмак сте човек во сенка како продуцент, вие по вокација сте режисер. Дали ви недостига таа улога да ја имате режисерската палка во своји раци и дали во иднина ќе можеме да очекуваме некое ваше режисерско остварување? Да сме живи и здрави секако. Да ми недостига, не мислам дека ми недостига, нели, да командувам или како год тоа се восприма од луѓето, но да, ми недостига, ме чеша, што се вика, да земам да направам нешто свое, нели, да повеќе за себе си, да покажам што да раскажам она што сакам да раскажам. Кога говориме за успех, никогаш не се ограничуваме само во границите на нашата држава, туку излегуваме надвор во интернационални рамки и токму за интернационалните успеси на филмовите на Милчо Манчевски говорат и придонесуваат учеството на познати актери од светската филмска индустрија. Практично треба да знаете што правите, да го одберете вистинското нешто со кое што ќе успеете да постигнете успех и надвор од границите на вашата земја. Така е. Кај Милчо мислам дека се повеќе тоа е приказната. Се повеќе таа е приказната, иако кајмак е многу локална приказна. Нели, во Македонија, за македонецот, но пак и во таква локална приказна има многу универзално нешто. Нели, оној живот кој што јас тврдам дека во неговите филмови секогаш е многу вистински. Добро, бидејќи рековте, главната суштина во филмовите на Милчо Манчевски е тема од домашната сцена, што би се рекло Македонија. Многу често има и критики од публиката, од гледачите, од луѓе кои што на свој начин го доживуваат дејството во филмот, дека можеби преку тие филмови се прикажува Македонија во едно помалку убаво светло. Како гледате вие на ваквите критики? Па, верувам дека нели уште од првиот негов филм и првиот негов успех, дека секој македонец, добро да не генерализирам, дека македонците, гледајќи ги неговите филмови или како неговите филмови ги представуваат Македонија во светот, некако се идентифицираат, тоест сметаат дека тоа е нивно огледало. Так. И тоа е тежок товар да се носи. Ти во секое дело да треба да задоволиш како цела Македонија или голем дел од Македонија се замислува себе си. Сакам да кажам дека не може во филмовите на Милчо секој еден од нас да ја има својата идеална представа. Затоа што ние не сме такви. Так. Јас сметам дека филмовите на Милчо се доста реални. Може би им пречи на луѓето, нели, тој некој избор на теми, но тоа е животот, тоа е Македонија. И за мене, јас не мислам дека во филмовите негови Македонија се представува лошо или напротив, сметам дека кога филм на Милчо ќе отиде да се покаже било каде, за тој филм има многу интерес и тој буди многу интерес за Македонија. Так. Никој не мислам дека се замислува дека Македонија е ваква или онаква заради тој филм на Милчо. Впрочем, гледаме филмови од цел свет, гледаме на разни фестивали на телевизија, гледаме филмови од цел свет и не знам, не мислиме дека Бразил е само гето или дека. Так. И сега кога споменавте за интересот, токму за интересот за филмот Кајмак, говори и фактот дека распродадени се сите проекции на Кајмак на феста во Белград. Првата проекција беше на 3 март, пред неколку дена, и ова е засега единствен филм на овој престижен фестивал за кој што се распродадени сите билети. Уште еден огромен успех за Кајмак. Да, фест заврши, во недела заврши. И да, така беше. За Кајмак
најпрво, не знам потоа дали се продале картите за други филм, верувам дека се продале, затоа што Фест има интерес. Но за Кајмак најпрво беа распродадени картите за трите проекции, што многу ме радува и што од друга страна, одново докажува дека Милчо го следат не само во Македонија. Дека буди интерес не само во Македонија. И беа на премиерата, на таа прва премиера, на 3 март, беа 4 наши глумци. Беа Микич, Ана Стојановска, Сара Климовска и Филип Трајковиќ беа. И по се она што кажа и што видовме, поминале одлично. Мислам, да, имаше и видеа, гледавме од таму, навистина. Филмот беше примен прекрасно таму и многу скоро ќе почне да игра и таму во кино. И еве како една завршница на нашиот разговор, што мислите или какво е вашето видување за кинематографијата во Македонија? Дали успешно оди напред и успева да ги следи и европските и светските текови? Дефинитивно мислам дека успева да е во чекор со Европа и со светот. Се повеќе сме присутни на големите фестивали, на големи фестивали. Се повеќе шетаат наши филмови. Дури би рекол, би се дрзнал да кажам, секој еден веќе си наоѓа свое место на различен фестивал. Еве и Кајмак сега продолжува со таа фестивалска турнеја. За 10 дена сме во Софија, потоа имаме италијанска премиера во Бари, и потоа има и понатаму. Во исто време имаме и преговори за дистрибуција на Кајмак во светот. И дефинитивно мислам дека македонската кинематографија била и ќе си биде дел од таа светска кинематографија рамо до рамо со останатите, би рекол. Рековте дека може би не ви недостасува да ја имате во ваши раце режисерската палка, но секогаш е убав предизвик да размислувате во таа насока. И доколку во блиска иднина се реализирате како режисер на некој филмско остварување, имате ли некоја замисла каква тема би представиле? Дали повторно тоа би била некоја тема од Македонија или ќе одите малку нешто по-универзално? Дефинитивно имам замисли. Она што нај ми лежи веќе некое време и би сакал да го реализираме, да речам делумно македонска приказна, односно пак таа би можела да се случува и тука, и во Русија, и скоро било каде, но корените се во Македонија секако. И уште еднаш ќе се навратам на актерите и актерската екипа која што има навистина голема улога во реализација на филмот, дека ваквите филмски остварувања се одлична можност односно глумците, актерите да ги покажат своите актерски способности и секако можноста е и за вас како продуцент да успеете да ја направите комплетната структура за да се постигне еден таков успех како што го постигнува Кајмак. Актерите, јас веќе неколку пати кажав и денеска дека навистина брилираа за мене. Особено шесторицата кои ја носат приказката. Морам да ги спомнам, ги спомнав четворицата кои беа во Белград, да ги спомнам и Камка Тоциновски и Симона Спировска. Значи шесторицата се просто брилјантни за мене и навистина, ако им беше дадено тој медиум, ако им беше даден овој филм, ако им беше даден да го водат, да се искажат, да покажат, јас мислам дека тоа го направија перфектно. Секој еден. Така. Ви благодарам многу за гостувањето, ми беше задоволство, се надевам ќе имаме и наредна прилика и ви посакувам уште многу успеси во филмската индустрија. Ви благодарам и за поканата и за желбите. Благодарам уште еднаш. Правиме